Господине Конзулов, ве обвинуваат од антикорупцијска комисија дека на директорот на јавното предпријатие Плаваја Одрадовиќ, Дејан Крстев, 12 пати по 6 месеци му бил продолжуван мандатот како ВД директор. Иако законот вели дека ВД директор може да биде најмногу 6 месеци додека да се избере директор и ниту еднаш не бил распишан конкурс за директор. Да. Во мојот мандат не се работи за колку 12 пати по 6 месеци, тоа е 7 години. Така да, они вкупно се уште мислам нема 6 години и на кого донесов од рудникот Бучин како специјалист за енергетика, тој е електроинженер со прв степен на образование, со недовршени студии за висока стручна спрема. Тоа е 7 степен, така да се скаже, мислам, беше. И си работи нормално. Ама не видите законот? Проблеми, бидејќи правната служба си ги гледа законските регулатива, дека така може. Ама законот... Само 6 месеци, не знам зашто може после 5-6 години да се актуализира. Не, ама зошто не сте го почитувале законот е прашањето? Ако 6 месеци треба да биде ВД, а после треба да се избере директор. И зошто никогаш не бил распишан конкурс за директор? Вака се е. Како сте го... Законот пишува единствено за образованието може да биде директор 2 пати по 6 месеци. Додека во јавните предпријатија законот не пишува така дека треба да работи 6 месеци после се распише. Бидејќи нашиот раководител на правна служба, тоа е искусна Оливера Довдурова, искусна правничка и едноставно ја се го водев преку правна служба. Тоа значи дека било сето тоа окей. А зошто сега е вака, јас не гледам во каде пишува во закон дека треба да биде само 6 месеци, неколку пати по 6 месеци и повеќе да не може. Бидејќи тој ќе си беше со конкурс како човек кој е добар специјалист, покажан рудникот Бучин и ќе беше примен. А да зошто не сте распишале конкурс за директор и за тоа ве обвинуваат? Никогаш не бил распишан конкурс. Не сум распишал конкурс за директори од причини што нема пронајден човек кој може да ја врши таа функција квалитетно. Вие треба лично да може да се покаже и докаже доколку се влезе во капиите во комуналното предпријатие, да се погледа состојбата моментално, да ги прашате вработените и тогаш ќе да знаете правата вистина. Извинете, господине Конзулов, извинете да ве прашам, велите не можело да се најде човек. Вие лично одите да барате луѓе за директор, затоа не можевте да најдете човек? Не за едноставно не сме имале намера да распишуваме оглас за прием на директор, бидејќи ние веќе имавме квалитетен човек поставен за ВД директор. Ама знаете како? Морате законски да распишете конкурс. Затоа што во Македонија... Зашто имаме ние правна служба? Не е само тоа кај нас. Тоа си е во ред. Како може сега, ете, јас сум сгрешил и сега и овој има 4 мандати подпишено по 6 месеци и 5 мандат. Ајде јас да сум погрешил. А зошто и сега се продолжува така? И теки, според мене, во законот не пишува така дека постои рамка за колку може да биде ВД директор.
Добро, тоа го кажавте, но не ве разбирам зошто не распишувате конкурс, исто така не ве разбирам. Затоа што во Македонија има доволно, предпоставувам, луѓе кои би посакале да се јават на конкурс. Да ви кажам, Дали вие предпоставувате дека има? Најдеш квалитетен човек кој врши безпрекорно работа, се не размислуваш, а доколку ти за законот ката регулатива дозволува да му го продолжуваш веде мандатот многу пати и продолжуваш така, бидејќи си задоволен од тој извршител на функцијата веде директор. Да, но велите дека бил безпрекорен. Не верувате дека постојат и други луѓе во Македонија кои би посакале да се јават на конкурс? Сигурно постојат. Кога видиш дека некој ја врши функцијата како што треба, ти си се определил за тој. Да, но знаете како, тоа не, видите, вие не работите во некое царство, ваше кралство, во кое вие ги бирате вашите вработени. Вака сега. Тоа не е ваша фирма, така? Така, моли? Не е ваша фирма. Точно така, така е. Значи, тоа е јавно предпријатие, државна фирма е. Зошто вие како градоначалник ги бирате... Тога бираме како што треба да бираме, така е. Не, зошто како градоначалник вие лично бирате директори и смитате дека тие се најдобрите? Тоа не е ваша фирма. Така е, воред. И сега тоа ќе го пуштите ли така? Да, па ќе го пуштам, ви кажав, ве снимам. Добро, воред, доста толку. Воред, сакам да ви кажам дека дозволува законот така и така постапувам. Као веде директор, не е моје царство, јас да го бирам и сега да на некој начин да ме влечете во непријатна ситуација. Па не е добро, ама тоа не е ваша приватна фирма. С тоа сакам да кажам, па да именувате кого сакате. Така се тогаш беше, не е наша фирма, го сакаа вработените и слушав јас желбата на вработените, дека треба да му се продолжи и од правната служба добива позитивни сигнали дека може и самите гледате дека продолжува и понатаму. Видете, Нури Бајрами од Државната комисија за спречување на корупција вели дека е спротивно на законот и еден пат е доволно да е спротивно на законот, но на крајот на мандатот да најдеш именување вршител на должност 12 пати, да му возможиш само на едно лице, без да се почитува конкуренција, без да се почитува уставно загарантирано право на други лица да може да конкурира, да му обезбедите функционерска плата и да остварува корист лицето и корист политичкото лице од институцијата, тоа нема како поинаку да се нарече освен корупција. Не знам што да кажам. Не знам. Не сметам дека тоа што се бараше не го исполнав на сега. Дај Боже те гледам што се случува, ама така, поред. Нема да одржите пресконференција да објасните зошто сте се однесувале така? Зошто да одржувам? Зошто да одржувам? Па на јавноста да и... Се гледа дека и ова истиот продолжува. Може човек, добро, што сака нека види. Така. Добро, ви благодарам за овој разговор. Молим. Пријатно. Господине Бајрами, јас разговарав со поранешниот градоначалник на СДС Магерасим Конзулов, вели дека немате законска основа за иницијатива за негово кривично гонење што се однесува до именување на вршител на должност на директорот Методија Крстев 12 пати, тоа го правил и градоначалникот сегашен на ВМРО ДПМН во Радовиш. И сега вели немате законска основа, не постои таков закон воопшто. На кој закон вие се повикувате?
за да го гоните кривично. Има право законски колку пати сака да именува некој директор како вршител на должност, вели тој. Кој е вашиот одговор? Што се однесува на разрешување и именување на вршители на должноста, директор на јавни предпријатија и други институции, веќе сме имале многу случаи од почетокот на мандатот па до сега, 2 месеци пред крајот на овој 5-годишен мандат. Секој може да тврди што сака, но тоа што е сигурно и тоа што не остава во безнадеж за надминување на ова состојба е фактот дека ова појава, ова прекршување на материјалните закони веќе тежи кон зголемување на случаите и повторување на именувањата на вршителите на должноста уште по полоша версија. Значи, ако на почетокот на мандатот ние сме имале 2-3 пати именување секако против законски именувања вршители на должноста, сега токму кога јас лично и комисијата очекувавме дека ова појава ќе се намали, односно не би требало да се каже намалување на прекршување на закон. Законот не треба воопшто да се прекрши, но ево ние условно кажуваме наместо да се намали, ја пред крајот на мандатот, значи добивам на маса пријава со 12 пати именување вршител на должноста во општина Радовиш. И значи ова појава не е појава, можеме ние да го нарекуваме бидејќи ни се повторува, но ова е апсолутно кршење на материјалните закони, во овој случај на законот за јавните предпријатија. Конзулов вели дека неговата правничка е одлична. И токму заради тоа, таа знаела како да ги спроведува законите и зошто да биде именуван тој директор 12 пати. Не знам какви правни служби имаат, а би требало да имаат соодветно актите за систематизација и согласно законите за административни службеници и вработените во јавниот сектор, но законот за јавните предпријатија е таксативен и јасен. Значи, членот 19а и членот 24а се тие два члена кои не знам кој правник може да ги толкува поинаку. Значи, во членот 24а се наведени причините за разрешување на еден директор. А во членот 19а е предвидена постапката за именување. Никогаш не може да се совпаѓа да трае мандатот на директорот колку мандатот на раководителот на институцијата, бидејќи не може тоа да се сведе како што практично се прави, разрешување и именувања по политички пазар или по смена на власта, на локално па и на централно ниво. Значи, ако претходниот директор има 4 годишен мандат согласно законот за јавните предпријатија, тоа никако не може да се совпаѓа и што се случува? Без оглед дали работел некој добро или не, во пракса се случува да се разрешуваат по политичка линија. Сега, мене ми е чудно како ги тераат постоечките тие што се активни и како издействуваат законска причина за разрешување, бидејќи таксативно се вели на негово барање ако е некоја од причините согласно закон за работни односи, ако не работи, не постапува согласно закон, ако несовесно, значи треба да се утврди причина за да се пишува во образложението на решението за разрешување и ако има една таква причина потврдена од внатрешна ревизија или било од која друга компетентна институција, тогаш слободно треба да се разреши и во законот е предвидено. Ако тоа се случи, највише 6 месеци се именува вршител на должност. Тоа е законско. Збориме на локално ниво. Збориме на јавните предпријатија на локално ниво. И
се распишува конкурс во текот на тие 6 месеци. Ако тој нормално веднаш може да се започнува постапката, односно не покасно од 3 месеци пред завршувањето на мандатот од 6 месеци. Ќе се спроведе постапка по распишан јавен оглас и ќе се избере директор, тој веќе нема да биде вршител на должноста, него директор. Ако случајно нема пријавени кандидати, ако случајно не се избира, нема поволен кандидат, има пријавени, тогаш да, со точно образложение може понатаму да се именува вршител на должноста, но по распишување на оглас. Никако без распишување на оглас и затоа тие правни служби што ги пишувале овие акти, што е еден од многуте случаи за жал, не се правни акти, бидејќи секој управен акт има значи правен основ, правниот основ им е погрешен и никогаш и од претходниот и од сегашниот значи шаблонот не се коригира. Замислите, се повикува на член 24а став 3 што зборува за разрешување, не за именување вршител на должноста. И кога ќе гледате наслов е окей, именување вршител на должноста, во диспозитивот кој се именува, во образложение, во општо една реченица или две-три, одредбите од законот без да се објаснува зошто се случува именување или разрешување. Па сега второто решение. Во првото се вели до распишување на оглас и во второто вели се продолжува. Каде има во Законот за јавните предпријатија продолжување на така наречениот мандат вршител на должност? Нема. И значи сега воопшто никој не се грижел и за тоа малку што го пишувал во актот по распишување на оглас. Најдолго 6 месеци. Нема оглас. И сега чудно ми е како продолжувале и претходниот и сегашниот да го кршат закон за јавните предпријатија до толку. И ние иницијативите што ги покренуваме, порано укажувавме, бидејќи во законот за локална самоуправа и закон за јавни предпријатија не се предвидени прекршочни одредби, бидејќи би било нелогично да му даваш можност да крши да ти плати глоба. Затоа и не е пропишан прекршок. Не сме да се случи. Мора да се почитува законот таксативно. Иницијативите почнавме да ги покренуваме за утврдување во овој случај не е одговорност, бидејќи градоначалникот непосредно се избира од граѓаните. Иницијатива за кривично гонење во соработка и по претходно објаснување од представникот јавното обвинителство. И што ни се случува? По првите иницијативи во вакви случаи, бидејќи не е еден, се многу, навистина многу, ни се врати одговор од обвинителството, некој друг обвинител, кај кого било распределен предметот, дека нема иницијативата се отфрлува. Од обвинителството ти укажува дека има елементи. И кои елементи? Несовесно работење, злоупотреба на функцијата, помене, иако парите не ги зема градоначалникот, ќе се плати директорот, но по-конкретно кажано, му дозволуваш да остварува корист лице непроверен, не поминат преку јавен оглас. Не поминат. Значи, не дозволуваш конкуренција, се загрозува конкуренцијата и продолжува со непроверено лице, без да помине спроведена постапка согласно закон по јавен оглас, му овозможуваш да остварува функционерска плата. Значи, ако овие не се елементи за кривично гонење, ја не знам што треба да се случи за да се третира како кривично гонење. По наша забелешка, по наше барање, 2020 беше прифатен предлогот да се измени законот во однос на стручноста на членовите на колективните органи управни и надзорни, да се спроведе постапка, не партиска листа, значи да се спроведе постапка, а во однос на директорите
od koga se воведува и заменици директори во јавните предпријатија во однос на овие јавни предпријатија на централно ниво воопшто не е дозволено да именува вршителна должност. Бидејќи таксативно е уредено во членот 19 и членот 24, каде се вели, значи во јавното предпријатие, односно основано од владата, кој има заменик на директор на кој не му е истечен мандатот до именување на директор по распишан конкурс, но не подолго од 6 месеци ја врши должноста директор. Значи воопшто не е дозволено. Да. Сега од објаснувањето на Герасим Конзулов околу тоа што немал конкурс, немал оглас, вели дека има право за тоа, затоа што бил најдобар, најспособен кадар за директор кој тој кој избрал. Кој го проценил тоа? Тој сам лично? Да. Па проверката си оди по оглас. Значи има постапка. Се поставуваат точни таксативни услови кои треба да се исполнуваат. Бидејќи вршител на должноста исто така директор додека се избере директор. Исто и тие кога се именува треба да ги исполнува условите. И ако тој кандидат што тој го цени лично, што е абсурд, што нема право тоа да го прави, бидејќи директорите не се оценуваат на таков начин, може да го провери како кадар што ги исполнува условите преку јавен оглас. И тогаш никој немаше да се спротивставува, и денеска нема да констатирам таква состојба. И зашто се продолжува со вакво прекршување? Ја слободно по моје лично убедување можам да кажам и според извештајот од Европската комисија дека нема напредок, појавата на вакви девијантни и деструктивни постапувања, ваквите продолжени прекршувања на законите, ја претворија корупцијата веќе во карцином и негде и веќе метастазирала. И значи, како ќе може да се вратиме назад, прво да лекуваме метастази, па да го искорениме карциномот. Не е во ред, бидејќи се загрозува јавниот интерес, а никогаш нема да дојдеме до доброто управување, за да ги собираме добрите примери од сите институции и да ги ставиме во владење на правото која ќе ја зачува државата, и целата исплатена работа ќе биде во корист на изградување на системот, а не на рушење на системот. Ви благодарам за овој разговор. Македонската јавна администрација останува умерено подготвена во поглед на реформите во јавната администрација, односно таа не е реформирана. Ова е заклучокот на последниот извештај на Европската комисија за напредокот во една од најважните области во првиот кластер од преговорите со Европската унија. Неопходноста од реорганизација и трансформација на институциите во државната управа и јавната администрација е забележана во речиси сите досегашни извештаи, но мерки и дејствија не се преземени. Ограничен напредок беше постигнат во извештајниот период со усвојувањето на новата стратегија за реформи во јавната администрација и придружниот акционен план во јули 2023. И покрај тоа што го започна процесот пред 5 години, земјата се уште не усвои ревидираната законска рамка за управување со човечки ресурси, која го вклучува и ревидираниот закон за административните службеници, законот за вработените во јавниот сектор и новите законски одредби за управување на високо ниво. Законодавството се уште не ги има преземено ниту препораките на Државната комисија за спречување на корупцијата, за непотизам, другарување и политичко влијание во вработувањето во јавниот сектор и во назначувањето на членови на надзорните и управните одбори. Одобрувањата на одговорноста во јавната администрација се подкопуваат од неусвојувањето на новиот закон за државна организација. Генералната директорка на фондацијата Роберт Шуман, господјата Паскал Јоанан, за 25 минути оценува. Tout l'intérêt de la Macédoine, c'est de regarder dans le futur. Et donc, le futur, est-ce qu'il est dans l'Union européenne? Visiblement, quand vous avez fait acte de candidature, c'est bien que vous le souhaitez. Et la question, est-ce que vous le souhaitez rapidement?
Mais ça, c'est pas l'Union européenne ni le gouvernement français, espagnol, italien et hongrois qui vont vous aider. C'est bien les autorités macédoniennes qui doivent essayer de montrer qu'ils veulent avancer vers ce chemin. Voilà. Alors, bien entendu, il peut y avoir des vicissitudes politiques, des majorités qui sont un peu serrées, voilà. Mais nous aussi, en France, on n'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Hein, voilà. С оглед дека минатогодишните препораки беа само делумно земени во предвид, тие остануваат валидни во наредниот период. Така, земјата треба особено да го донеси да започне со имплементација на ревидираниот закон за административни службеници, ревидираниот закон за вработените во јавните служби и законските одредби за невисоката управна служба. Потоа донесување и започнување со имплементација на законот за државна организација и други закони во согласност со препораките за новата организација на органите на државната управа. Потоа да се обезбеди целосна имплементација на законот за општи административни процедури преку комплетирање на дигитализацијата и регистрите на институциите и размена на податоци и поедноставување на електронските процедури. Но за сето ова е потребна вистинска политичка волја за спроведување на вистински реформи во оваа сфера, која е под ингеренција на извршната власт. Да се надеваме дека во меѓувреме ќе се подобри политичката ситуација во земјата, но со оглед на идните парламентарни и председателски избори, таа сигурно ќе остане поларизирана, што ќе се одрази врз правилното функционирање на демократските институции и на потребните реформи.